Во ова издание, Картер, сад бараат поголема помош од коалиционите партнери во борбата против исламската држава. Државниот секретар Џон Кери во Москва, Сирија, исламската држава и Украина главни точки на разговорите. Напредна технологија ја направи воздушната гитара вистински инструмент. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски. Секретарот за одбрана Аш Картер вели дека претседателот Барак Обама ја повторил потребата од засилување на воената кампања против исламската држава и дека сад бараат поголема помош од коалиционите партнери. Треба да се идентификуваат и на секој можен начин да се забрза поразот на ИСИЛ, изјави Картер. Тој зборуваше со новинарите пред да замине за Турција на разговори за зголемување на помошта во кампањата против милитантите. Картер изјави дека американските команданти работат на нови тактики и стратегии и на засилување на коалиционите напори. Со зборовите дека се надева дека ќе дојде до заедничко мислење, американскиот државен секретар Џон Кери го започна состанокот со својот руски колега Сергеј Лавров во вторникот. И двајцата изјавија дека кризата во Сирија, исламската држава и безредието во Украина се главни точки за разговор на состанокот во Москва, што е втора посета на Кери на оваа земја годинава. Американските, европските и руските членови на екипажот се на пат кон меѓународната вселенска станица после успешното лансирање од Байнокур, космодромот во Казахстан. Тројцата астронаути ќе им се придружат на командантот на експедицијата 46, Скот Кели од НАСА, рускиот инженер за летање, Михаил Корниенко и Сергеј Волков. Демократите во обата дома на Конгресот, употребувајќи ја процедуралната тактика, се обидоа да го принудат Конгресот да преземе акција за како што ја нарекуваат епидемијата на вооружено насилство во САД. Повеќе од прилогот на Синди Сейн. Минато неделниот инцидент во Сан Бернардино, Калифорнија, повторно ја поттикна дебатата за тоа како да се намали насилството со оружје во САД. Демократите во Конгресот преку серија протестни гласања неуспешно се обидоа да го потегнат прашањето. Фокусот овој пат е на легислативата со која владата би забранила продажба на оружје на лица кои Федералното истражно биро ги води како осомничени за тероризам. Многумина демократи беа фрустрирани. Имаме голем јас во законот со кој на лицата кои се на забранетата листа за летови нема да им се дозволи да купуваат оружје во оваа држава. Но повеќето републиканци велат дека претседателот Барак Обама и демократите во Конгресот треба да бидат пофокусирани на тероризмот инспириран од исламската држава, а помалку на ограничување на правата на американците да поседуваат оружје, кои што се гарантирани со вториот амандман од уставот на САД. Да бидам јасен, ова не е прашање на оружјето, ова е прашање поврзано со тероризмот. Да се поврзат двете е всушност очигледен обид да се профитира на трагедијата, на ова треба да се гледа со презир. Повикувам на едноминутно молчење за сите погодени од настанот. Конгресот треба да стори многу повеќе од самото едноминутно молчење по секое масовно убиство што ќе ни се случи, рече демократската лидерка на малцинството во претставничкиот дом Ненси Пелоси. Тоа што не реагираме е неприфатливо, нашиот молк е неприфатлив. Како може да продолжиме да молчиме? Што е доста, доста е. Да нема повеќе насилство, да нема повеќе молк. Со наближување на третата годишнина од масакрот во основното училиште Сенди Хук, во кој беа убиени 26 деца и нивни наставници, демократите ги покануваат републиканците да им се придружат во обидите да се најде логично решение. Неодамна, Советот за безбедност на Обединетите нации излезе со нов пристап во потрага по начини како да се спречи регрутирањето на млади луѓе од страна на терористичките организации. Прилог на Маргарет Башир. Бројот на младата популација во светот е на највисоко ниво досега, 1,8 милиарди луѓе на возраст меѓу 10 и 24 години. Повеќето од нив живеат во земјите во развој, многу се сиромашни, необразовани, невработени, со што се во ризик да бидат регрутирани во паравоени терористички организации како така наречената исламска држава. Сега знаеме дека младите се поранливи да бидат регрутирани од овие радикални организации и треба да го промениме нашиот пристап преку тоа што ќе понудиме ангажман на младите како партнери во борбата против насилниот екстремизам. Потребно е да ја поправиме реториката, бидејќи негативното етикетирање на младите како дел од проблемот треба да запре. Советот за безбедност на Обединетите нации едногласно усвои резолуција што беше проследена со огромен аплауз. Со неа земјите се повикуваат на подобра заштита на младите во зоните на конфликти, пошто би биле вклучени
вклучени во мировните процеси по завршување на војната. Резолуцијата воедно истакнува важноста од обрнување внимание на факторите кои што водат кон пораст на насилниот радикализам. Текстот на резолуцијата го изготви делегацијата на Јордан. Има потреба за поголеми напори за да се обезбеди одржлив развој, за младите да не бидат само орудие на уништување, туку нешто што помага во изградба. Тоа значи на овие млади луѓе, особено оние во војните зони, да им се дадат алтернативи, вклучувајќи пристап до образование, соодветна обука и можност за вработување. Овде е вклучен и пристап до социјалните медиуми. Знаеме дека има речиси 50.000 профили на Твитер поврзани со ИСИС. Дневно има речиси 90.000 пораки испратени од симпатизери на ИСИС. Треба да ја добиеме битката на интернет и надвор на интернет преку тоа што ќе ги ангажираме младите. Преку оваа резолуција, Советот за безбедност дава на знање дека денешната младина ќе го обликува идниот свет и ако е мирен и просперитетен, тие мора да имаат удел во сето тоа. Танцување во ритмот на рок-н-рол музиката што произлегува од електрични гитари, често вклучува мимики и движење на прстите што се нарекува воздушна гитара. Сензори и електроника споени со софтвер овозможуваат да се изгради направа, која може да се држи во рацете и всушност ги трансформира тие движења во вистински звук. Прилог на Ѓорѓе Путиќ. Учењето свирење гитара бара многу вежбање и истрајност и на почетокот многу плускавци на прстите. Свирењето воздушна гитара е многу полесно и може да биде многу забавно, но не произведува звук. Сега истражувачите од Голдсмит, Универзитетот на Лондон и Универзитетот Сасекс употребуваат технологија за препознавање гестови за создавање на дигитален инструмент што го претвара воздушното движење на гитара во музика. Она што го направивме, земавме различни сензори, магнетометар, материјали чувствителни на притисок и потоа ги искомбинировме со мобилен телефон кој има моќ всушност да произведува вистински музички звуци. Мала облога со 8 копчиња што убаво легнува на левата дланка, додека другата рака го држи големиот електромагнет. Со притискање на копчињата, гитаристот бира акорди кои можат да бидат одсвирени со движење на десната рака. Ние ја пресликавме целата гитара и бас елементот и направивме акустична и електрична гитара. Направивме и ноти и акорди и целосно мислам дека имаме над 1000 примероци. Значи имаме огромен број на можности. Само по неколку минути вежбање, некој што никогаш не свирел гитара може да научи да одсвири едноставен рефрен. Јас не мислев дека можам, но од денес верувам дека можам. Супер! Бежичната дигитална гитара свири преку мобилен телефон или таблет преку Bluetooth со приклучување на приклучокот на слушалки за засилувач. Може да се бира преку 3 инструменти – електрична, акустична и бас гитара и изборот е чувствителен на интензитетот на движењето. Творците на овој изум моментално ги координираат финансиите за масовно производство кое е планирано да започне во март 2016. На преминот од една година во друга, кога го подзапираме темпото да си посакаме убави желби и кога стануваме посвесни за релациите важни во нашите животи, сакаме уште еднаш да ви кажеме колку ни значи вашата поддршка, со мал знак на внимание. Календарот на Гласот на Америка. Ќе го добиете директно на вашата адреса, ако поидете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Од сите нас, срекни празници! Го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Гоце Јаневски од студиото во Вашингтон. Емисијава и повеќе информации може да најдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, до гледање до утре. In America's heartland, living close
close to the land. No matter how you make your living, you probably know that being successful these days demands multiple skills and multitasking. And for one young farm couple here in Kentucky, that means doing a number of things very well. Sometimes farming is about hydraulics and hoses. Before Aaron Redding will plant any seeds this season, he's got to get his giant planter operating. That's got to come back this way. This does. Yeah. And waxing poetic about legacy or loving the land takes a back seat when the darn thing just won't work right. Here's what we need to do. This